Ловниот резерват Полаки на Осоговските планини во атарот на Кочани ќе добие нова заштитна ограда и опрема, а ќе биде зголемен и бројот на дивечот, со што ќе се овозможи унапредување на високобуџетниот ловен туризам. Постапката за обновување на условите што ги нуди ловиштето е со финансиска подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Партнери во проектот се Министерството за животна средина и за земјоделство, Јавното предпријатие Национални шуми, Факултетот за шумарски науки Хан Сем од Скопје, Македонското еколошко друштво и Универзитетот за применети науки во Берн, Швајцарија. Дека е во тек јавна набавка за реконструкција на оградата од 6 километри на ловиштето Полаки. Со истата набавка се набавуваат и термокамери и друга опрема за функционирање на едно современо ловиште, како и набавка на дивеч. Со ова, конечно ќе се врати сјајот на нашиот бисер. Главни цели на проектот се подобрување на популацијата на диви животни, особено кај копитарите, и да се воведе систем на мониторинг на дивите животни во просторот со кој управува Јавното предпријатие Национални шуми. Исто така, ќе се обноват поранешните добри практики за одржлив ловен туризам и ќе се внесат нови грла благороден елен. Реконструкцијата на оградата и опремувањето на ловниот резерват е дел од проектот Градење капацитети за одржливо управување со дивечот во ловиштето Полаки, што се спроведува во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија, како проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, координиран од Фармахем Скопје.